Вечерва со вас, во Дневникот на КТВ, Ангел Данов. Добра вечер. Дневник на КТВ, 14 август 2026. Проектот за дестилерија е трајно решение за вишокот вино и откупот на грозјето. Проблемот со вишокот на вино во македонските винарски визби и откупот на грозјето добива долгорочно системско решение. Преку соработка со владата и премиерот започната е реализацијата на проектот за изградба на државна дестилерија, рече во ТВ објектив на КТВ градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев. Ветувањата и очекувањата се дека целокупната количина на грозје се откупи. Читаме вести и европски и пошироко од Европа и други континенти. Германија има минатата недела одобрено 40 милиона литра. 40 милиона литра квалитетно вино, веќе произведено, не флаширано, да го претворе во алкохолен дестилат и да го плати на винарите визби по 60 евроценти како држава. А дестилатот го земе во државни резерви. И сега Митко тоа што го зборуваше пред 8 години, 9, кога вика, абе што збори овој дестилат, нешто му се сонова, тоа е пракса во цел свет. Еве, се види сега дека Германија прави 40 милиона литра во дестилат. Имаме ли уште желба за дестилерија? Има и желба и слух и можам да кажам дека заедно со премиерот, со владата, проектот почнат. Проектот почнат до година ние ќе имаме дестилерија. И тоа е правиот начин. Зошто? Затоа што сега винарите визби реалност е дека оваа година да не откупат ни 1 килограм црвено грозје, нема да имаат реална потреба за до година. Меѓутоа винарството е стратешка хронолошка работа кај што треба да се одржуваат и минимални количини. Со помошта која што државата ги дава во вид на субвенции и на земјоделците и на винарите визби, очекувам да целокупното грозје се купи на времено. Цената веќе објавена, да се купи на времено. И тоа е клучното прашање. Меѓутоа, ослободувањето од вишокот не значи само купувањето на грозјето. Лозарите ќе го продадат, винарите ќе го претворат во вино, а залихите ќе останат. Наредната година пак ќе ги имаме истиот проблем. Ние мора да ги испразниме винарите визби. За да ги испразниме винарите визби, ние треба секој да пријави вишок на вино, од тиквеш па до најмалиот, и да кажат, ние имаме толку вишок на вино, до година таа дестилерија која е функционална, државата да каже, добро, вишок на вино имате 20 милиона килограма или 10 или 5 или ич, независно. Вас ве кошта цената на производено вино во цистерна 52 евроценти, грој се укупиле по 20, струја не знам толку. Ние ќе го купиме наливното вино по 50 евроценти, ќе го испечеме во дестилеријата, ќе го направиме алкохолен дестилат и ќе го чуваме во државни резерви. Наредните 7 години нема да имаме проблем со вишок на грозје. Ако пак заглавиме за 7 години, тогаш пак иста приказка. Се уредуваат парковите кај старото училиште и детската градинка во Росоман за сите генерации. Општина Росоман започна со поставување на нови клупи во паркот кај старото училиште, а со претходно поставените канти за отпадоци и соларни светилки чекор по чекор му го враќаат сјајот на ова убаво урбано катче. Целта на оваа акција е овој парк повторно да биде чисто, уредено и пријатно место за одмор, дружење и рекреација за жителите од овој дел на Росоман. Паралелно со овој потек поставени се нови клупи и во паркот кај детската градинка, а оштетената и дотраена урбана опрема е отстранета. Во наредниот период ќе бидат поставени нови канти за отпадоци, а ќе се продолжи со обновување на останатата урбана опрема и целосно уредување на просторот. Целта е и ова паркче, каде со години своето слободно време го поминуваат и најмладите и повозрастните жители, повторно да биде убаво, чисто и пријатно место за дружење и одмор. Чекор по чекор, општина Росоман ги обновува јавните простори и создава поубав и поуреден Росоман за сите генерации. Во наредниот период ќе се продолжи со активности за уредување и разубавување на јавните површини на целата територија на општина Росоман.
Генералниот секретар на СДСМ Александар Саша Димитриевиќ на денешната пресконференција укажа дека доверливи полициски податоци завршиле во ВМРО ОКГ и биле јавно злоупотребени, а обвинителството и МВР 9 дена молчеле за нападот на младите во Ново село. Поминаа 9 дена од нападот на младите активисти во Ново село, а досега никој не е повикан на распит, нема истрага, нема ништо. Власта ги штити насилниците, молчи јавното обвинителство, молчи Министерството за внатрешни работи. Прво, ги нападнаа физички младите активисти, после јавно со лаги и конструкции. Мислеа дека ќе ги замолчат. ВМРО ОКГ на пресконференција објави доверливи податоци од документи од полициската станица Струмица. Документи и податоци до кои немаат право на пристап и кои се водени како службена тајна. А тоа е ново кривично дело. Мислеа дека ќе се спасат. Се излажаа. СДСМ денеска поднесува кривична пријава до основното јавно обвинителство и до обвинителството за гонење организиран криминал. Прво, против полициски службеници во СВР Струмица за повеќе дела. Злоупотреба на службена должност и овластување со пристап до казнена евиденција и извлекување на доверливи документи кои биле дадени и завршиле во ДПМН. Одавање службена тајна, член 360 од КЗ, затоа што податоците од казнената евиденција представуваат класифицирани информации и службена тајна, а завршиле во ВМРО. Злоупотреба на лични податоци, член 149, затоа што овозможиле податоци од посебна категорија, односно казнена евиденција, да бидат искористени за партиски цели на ВМРО ОКГ, сосема различна од целта за која што се прибрани. Понатаму, кривична пријава и против Валентин Манасиевски од ВМРО ОКГ за злоупотреба на лични податоци, бидејќи без никаков законски основ, јавно презентираше и соопшти податоци од казнена евиденција преку средства за јавно информирање. Потикнување, член 23 од КЗ. Потикнување поради основано сомнение дека самостојно или преку посредници со умисла ги поттикнал првопријавените да ги извршат кривичните дела злоупотреба на службена положба и оддавање службена тајна. Тоа го сторил со цел да му ги обезбедат предметните доверливи податоци за потребите на неговиот јавен настап. Сега, јавното обвинителство е на потек. За прекршување на законите мора да има одговорност. Криминалната ВМРО погреши што дигнаа рака на младите и прати насилници да ги тепаат. Погрешија што направија уште едно кривично дело со злоупотреба на доверливи документи и податоци. Но нема да се спасат. Сите ќе одговараат. Платите продолжуваат да растат, за 2 години имаме реален раст на примањата, а просечната од 40.496 се зголеми на 48.779 денари, порачаа денеска од владеачката ВМРО ДПМН. Платите во Македонија продолжуваат да растат како резултат на одговорните економски политики и стабилното управување со јавните финансии. Според податоците на Државниот завод за статистика, просечната нето плата за само 2 години е зголемена од 40.496 денари на 48.779 денари. Овој раст е потврда дека на политиките на владата даваат конкретни резултати и дека економскиот раст се претвара во повисок животен стандард за граѓаните. Во овие 2 години влада предводена од ВМРО ДПМН, просечната плата е зголемена за околу 9.000 денари. Номиналниот раст на платите во 2024 година изнесуваше 12,6%, а во 2025 година растот продолжи со 9,6%. Годинава очекуваме дополнително зголемување поголемо од 8%. Особено значајно е што повторно имаме реален раст на примањата по падот во периодот на власт на СДС. Така, по падот на реалните плати во 2022 година од 2,9%, во 2024 година тие порастаа за 8,8%, а во 2025 година за дополнителни 5,3%.
Важно е да посочиме на фактот што растот на платите го намнинува инфлацијскиот притисок и граѓаните имаат поголема куповна моќ. Посебно задоволство представува тоа што овие резултати се постигнати без политички интервенции на пазарот на трудот и без мерки што би ја загрозиле конкурентноста на стопанството. Дополнително, најновите податоци на Евростат, мерено според куповната моќ, потврдуваат дека вредноста на бруто минималната плата во Македонија во јули во 2026 година е повисока од сите земји на Западниот Балкан. Овој раст на платите и на куповната моќ на граѓаните не е случајност, туку е резултат на стабилна економија, зголемени инвестиции и доверба во институциите. Наспроти хистеријата од опозицијата, сите параметри и податоци на релевантните институции во земја и во странство покажуваат дека платите во Македонија растат, граѓаните имаат повеќе пари и живеат подобро. Токму во овој правец, владата предводена од ВМРО-ДПМН останува посветена на политиките кои обезбедуваат раст на платите, нови инвестиции, отварање на работни места и одржив економски развој кои носат подобар животен стандард за сите граѓани на Македонија. Граѓаните на Гостивар чекаат Мицковски и Клековски да се вратат од екскурзија. Пресконференција на СДСМ. Еден месец Гостивар е отруен со нечиста вода. Среде лето, на пеколни температури, жителите на Гостивар се уште 5 недели поред немаат безбедна вода. 5000 граѓани завршија по болници со здравствени проблеми, има нови случаи и реинфекции. 5 недели граѓаните на Гостивар се принудени да чекаат во ред за пластично шише со вода. Ова е реалноста со која се соочуваат гостиварчани. Ова не е нормална состојба, туку трагедија, скандал без крај. А Мицковски и Клековски се на екскурзија. Ова е вистината за власта на Мицковски, која покажа тотална неспособност да го заштити здравјето на граѓаните. Мицковски ниту еднаш не ги посети, не отиде во Гостивар. Испрати неколку цистерни вода за цел град. Со недели ветуваше дека утре ќе има вода за пиење. Сега луѓето ја користат како техничка, а никој не дал документ дека исправна ниту за тоа. Од изјавите на Мицковски и Клековски дека многу брзо проблемот ќе биде решен, епилогот е 5000 затруени луѓе, реинфицирани случаи, болницата во Гостивар е затруена. Пациенти се префрлаат во Тетово, има епидемија на жолтица, а нема медицински кадар. Нема поголем скандал, ниту поголема неодговорност од вакво поигрување со животот на граѓаните. Очигледно, Гостивар чека Мицковски и Клековски да се вратат од екскурзија. Го нема веќе ни Клековски да кажува колку брзо водата ќе стане безбедна. Сега се чека 20 август, а до тогаш граѓаните ќе преживуваат. Нека чекаат граѓаните на Гостивар, владата на Мицковски има екскурзија. Филипче не може ни да заличи на сериозна опозиција, очигледно специјалност му се само ексклузивните одмори, ширењето лаги и паника кај граѓаните, обвинување од Бране Петрушевски од ВМРО-ДПМН. СДС и актуелното раководство никако да почнат барем малку да личат како сериозна опозиција. Председателот на СДС Венко Филипче е заедно на ЕГЕ-от со својот другар Зоран Заев, но влијае на оние кои ги остави тука, односно им дава насоки за ширење на дезинформации. Овој пат дезинформациите и лагите се од огромни размери, односно создадоа паника кај граѓаните на Скопје. Со последната лага дека водата во Скопје е небезбедна, Филипче и актуелното раководство на СДС си поиграа дури и со здравјето на граѓаните. Надлежните институции веднаш реагираа, ја демантираа веста со факти, а Министерството за внатрешни работи започна истрага кој е креаторот на хаосот и паниката. Институциите се на потек за расчистување на случајот. За разлика од актуелната власт предводена од ВМРО-ДПМН, која се грижи за граѓаните од секој аспект, СДС на Заев и Филипче очигледно е дека прават само штети. Ширењето на лаги и креирање на атмосфера на паника и хаос, како и одење на ексклузивни одмори, се единствената работа која Филипче и актуелното раководство знаат да ја прават и тоа е нивна специјалност. Филипче и СДС треба да прекинат со лагите, кои во овој случај се и крајно сериозни. Час поскоро, Филипче и СДС треба да сватат дека овие нивни обиди за лаги и ширење паника им нанесуваат штета само на нив.
Муцунски е фатен во лага, а кога нема резултати се заканува со апсење, исто како Мицковски, рече на пресконференција Андреј Жерновски од СДСМ. Таман помисливме дека со одењето на Мицковски на екскурзија, нели, не на одмор, ќе се одмориме едноставно од лагите од страна владата, кога еве се појави неговиот заменик кој што лаже колку него, а веројатно и уште повеќе. Го слушаме Муцунски како ја објавува новата фаза во ВМРО, а новата фаза е откако редовно не демантираат нас, сега почнаа самите себе да се демантираат. Интересно. Да погледнеме какви изјави на Муцунски објавија медиумите пред 10 дена на 3 август. Јас ќе ги прочитам за да помогнам. Има разговори под радарот за деблокада на ЕУ интеграциите. Се водат разговори под радарот за деблокирање на европскиот пат. Се водат разговори под радарот за деблокирање на Македонија. 3 наслови, различни медиуми, ист лик, ист лажго. Тимчо Муцунски. После 10 дена му текна да се демантира самиот себе и да каже дека СДСМ лаже. Не он. И затоа денеска држиме оваа пресконференција за јавноста да се увери кој всушност ја откри новата стратегија и новиот проект на владата на Мицковски. Значи не се работи за никакво премолчување, не се работи, се разбира што се однесува до Муцунски за некој демант, едноставно е фатен во лага. Тоа е позната шема која што е веќе видовме, но интересно што сега Муцунски се во оваа улога. Откако ја среди состојбата во општина Аеродром, откако ја среди нашата дипломатија, среди состојбата во МНР, сега му дале задача да се занимава со домашната политика. И сега ќе се заканува на опозицијата, на граѓаните дека шират паника. Ова нас во СДСМ ни е многу добро познато, ние веќе ги видовме сите урнеци, сите типови на декрети по урнекот на Хитлер против слободата на говорот. И кога ние информиравме јавноста за труењето во Гостивар и дека на 50 места едноставно нема податоци дали водата е за пиење, дали воопшто може да се користи макар како техничка, сега гледаме дека доцнати со западно-нилската треска повторно се закануваат. Повторно истата шема. Да се подсетиме дека Мицковски од собраниската говорница нарачуваше процеси против опозицијата и така натаму. Ги навредуваат и понатаму граѓаните со талок, ја навредуваат и понатаму опозицијата, продолжуваат со истата реторика, која што секако нема да им помени. Сакам да им порачам. Немаат аргументи, немаат резултати, немаат одговор на ниту едно прашање. Има само афери и има само лаги. На крај, сакам многу отворено да ги прашам дали мислат или дали некој во ВМРО смета дека нас во СДСМ ќе не заплашат со овакви закани. Дали сметат дека народот ќе го заплашат? Зарем не гледаат дека македонскиот народ не може да го замолчат? Зарем не гледаат дека народот се буди? Народот ги прочите. Народот веќе не им верува. Сакам да им порачам дека ќе одговараат за сите лаги и за сите афери. Втората македонска фудбалска лига никогаш посилна. Викендов второлигашите ја стартуваат борбата за место во елитата. Овој викенд стартуваат и фудбалските возбудувања во втората македонска фудбалска лига. Новата сезона во оваа конкуренција ќе биде мощна, интересна и неизвестна, бидејќи конкуренцијата ќе биде најсилна досега. Во новото првенство ќе има поранешни шампиони, како и клубови со богата прволигашка традиција од калиберот на Македонија, Ѓорче Петров, Работнички, Пелистер, Шкупи, Брера, Беласица,
Тетекс, Осогово, Кожув, Охрид и така натаму, што дополнително ја зголемува неизвестноста и интересот за новата сезона. 7 од 8 надпревари од водедното прво коло ќе се одиграат во сабота со почеток од 17 часот, а паровите се Македонија Џрчо Петров Тетекс, Работнички Кожув, Брера Евромилк Горно Лисиче, Шкупи Детонит Плачковица, Охрид Новаци и Беласица Осогово. Интересно е тоа што во Струмица истовремено ќе се играат два надпревари, каде домакини ќе бидат Брера и Беласица. Последниот надпревар од првото второлигашко коло ќе се одигра во недела, кога Пелистер својот прв надпревар ќе го одигра во вечерниот термин од 19 часот под рефлектори во Битола против екипата на Камјани. Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност. Попладне претежно во југоисточните делови ќе има услови за локален пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од источен правец, температурата до 34 степени. Доколку нешто пропуштивте во дневникот, можете да прочитате на КТВ.мк, на нашата официјална Facebook страна. Благодарам за довербата и вниманието. Имајте пријатна вечер.